Стартуваше жетвата од платежните картички за поевтина нафта како големо олеснување за земјоделците се уште нема абер. Законот помина во собрание. Земјоделците ги пријавија површините. Најверојатно се чека на средување на техничките работи, велат од Асоциацијата на земјоделци. Законот помина во собрание, сега чекаме веројатно тие технички работи да се средат, да се испечатат картичките, боновите, како ги наречено бонови, најверојатно ќе бидат тие некои бонови за купување на нафта. Да пријавени се површините, се пријавени веќе, сите веќе имат пријавени површини. Најверојатно јас очекувам дека пред жетвата дека тие ќе бидат поделени боновите и тоа ќе биде многу големо олеснување на земјоделците. Сега не знаеме исто и немаме информација дали ќе бидат дадени тие одеднаш тие бонови и дали можат веднаш да се користат или ќе бидат сукцесивно и по време, за да бидат, нема да бидат за различен временски период. Во зависност од трошоците се пресметува и цената на производите. Земјоделците ја пресметаа на пченицата, килограм чини 12 денари. Се зголема цената на чинење на секој производ, тоа не е добро. Нити за нас производителите, нити за потрошувачите, за нигде. Чим раснат цените, тоа не е добра работа. Поевтината нафта не стигна за пролетната сејдба. Дали оваа жетва ќе биде најскапа досега за земјоделците? Литар нафта се точи за 65 денари и според податоците на Републичката комисија за енергетика, од минатото лето е поскапа за речиси 14 денари по литар.